Аеродром беше нападнат човек од Глутница, бездомни кучиња. Не сум информиран околу тоа, но свесен сум за големиот број на бездомни кучиња, бидејќи ја живеам во аеродром и веќе опасноста се чувствува меѓу самото население и жителите што живеат во населба аеродром. За случајот не знам за тој точно, ама знам дека тоа веќе стана секојдневни и во Гостивар, и во Тетово, и во Скопје и секаде. Не. Верувам затоа што јас бев нападната пред 2 недели кај Крстот и апелирав, меѓутоа сватив дека тоа е по град Скопје, така што ништо не направив. Тоа не го знам. Иначе Не сум изненадена затоа што јас лично живеам во општина Аеродром и тоа е општина каде што има навистина огромен број на кучиња скитници. Не. Иначе човекот бил многу повреден и што мислите какво решение треба да се донесе за овој проблем, кој е генерално веќе државен проблем? Да се погледне какво решение се донело во другите земји каде што нема улични кучиња. И да се не треба ништо ново да откриваме, нели сигурно постојат некои решенија. Ја мислам дека треба да се безбеди секој за кучиња надвор што живеат бездомници. Така да за нив би било подобро да прават за нивната бараки такви работи и они да има нели за жешкина, за вакви времиња и за зима куќи. Да. Па мислам дека институциите треба да земат, не знам, да направат нешто за ова заради па и за кучињата, па дури и за луѓето да бидат по, како да кажам, по да, одговорни. Искрено стационари за бездомни животни, каде што искрено тие стационари би можеле да се прават продажба на животни од домашни меленичиња на оние фамилии кои што не може да се овозможат расни кучиња, мачиња и слични животни. Не знам, меѓутоа очигледно дека треба да се направи некоја добар начин на кој што да се измисли некој добар начин како ќе се постапува со тие кучиња скитници, да функционираат службите во општината, да има место каде луѓето сето тоа да го пријават, меѓутоа не само да го пријават, туку едноставно некој да реагира на сето тоа, затоа што сите тие пријави очигледно дека завршуваат некаде и никој не се замара повеќе со тоа. Проблем. Искрено си го поставувам и јас тоа прашање дали шелтерите за кучиња се најсоодветното решение и треба да видиме добра пракса од другите европски држави како се справуваат со тоа, така што и ние да го речиме. Ова е сериозен проблем и навистина во аеродром е страшно да излезеш на улица затоа што секогаш позади тебе има минимум 5 кучиња. Дали мислиш дека само лајка треба да биде одговорна за оваа проблематика? Искрено сметам дека не, но и самата лајка не покажа преголеми резултати изминативе години. Искрено се застапени само на медиуми, нудат некои решенија теоретски, но практично се уште ги немаме видени. Па веројатно некоја државна институција, не знам, животна средина, предпоставувам. И да има посериозни санкции. Сега дали лајка ги пуштаат тие кучиња откако ќе ги чипираат, не знам, меѓутоа мислам дека сепак решението со чипирање на кучиња не е трајно и не може никако да помогне да не ти искаса куќето. Така што мора да се има еден сеопфатен пристап и што побрзо да се реши проблемот, бидејќи навистина безбедноста на улици ни е загрозена од кучињата. Треба и сите други државни институции. Како полиција, не знам, општини можеби? Освен лајка, кој друг треба да биде одговорен за оваа проблематика? Не ги знам сите тие здруженија, да бидам искрена, така да не би можела да кажам, меѓутоа дефинитивно тука треба да имаат удел и општините каде што движат тие кучиња скитници, затоа што треба да сме слепи, мислам да не ги приметиме, сите се движиме на исти места, мислам присутни се тие, да. Сите институции треба, не само тоа. Дали ти би вдомила бездомно куче? Да, јас имам мачка дома, ама за куче не знам, мислам дека да. Па искрено не сум љубител на домашни животни, бидејќи на мала возраст бев исто така нападнат од куче и некако имам доза резерва кон нив, но и мала одбивност кон животни. Да, јас имам бездомно маче вдомено. Секако да. Затоа што сакам да чувам и мене ми е убаво. Не би вдомила затоа што веќе имам куче и Но ете, доколку немаш, дали би вдомила?
Па зошто да не? Зошто да не? Ако сте љубител на животните и ако сето тоа е направено на некој соодветен начин, ако кучето е вакцинирано, ако е прегледано од ветеринар, значи нема причина зашто тоа да не се направи. И доколку имате услови за тоа, затоа што сето тоа бара многу време и внимание и љубов, така да не е тоа, мислам, само да се направи и да треба да го сакате тоа. Да, бив домила. Затоа што секогаш е убаво да имаш дома друштво. Па да, јас имам куче едно, меѓутоа од моето куче не се плашам, веројатно и да вдомам некоја, ќе го научам како треба да се однесува и нема да се плашам.